Иако изборниот законник го проби последниот рок од грејс периодот и остана заглавен во собраниските лабиринти, партиите и денеска ја актуализираат темата преку партиските штабови и соопштенија откако владеачката ВМРО ДПМН директно за ваквиот неуспех и недобивањето на 4,2 милиони евра од европските фондови ги обвини опозицијските партии, за кои велат дека сакале да се представат како жртви. Провидна е играта на опозицијата. Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ на следниот изборен циклус сакаат да се представат како жртви и оштетени. Затоа и не се донесе изборниот законник. Од Бихачка пак возвратија дека како што велат, со оваа влада Македонија губела милиарди, а европската перспектива на земјата велат од ден на ден станувала се понеизвестна. Не се губат 4 милиони евра поради изборниот законник, милиарди евра се губи стратешката цел, иднината се губи поради закочениот европски пат. Владиниот коалицијски партнер Вреди пак наведуваат дека и натаму ќе инсистираат на вклучување и гласање на диаспората и во следниот изборен процес и дека тоа е заеднички владин став. Една од барањата што ги поставивме се однесува на вклучувањето на диаспората во гласањето на следните избори и мислам дека тоа е едно барање кое го имаме и на кое ќе инсистираме континуирано. На нашиот став му се приклучи и нашиот коалицијски партнер, што значи дека сме многу заинтересирани да ја овозможиме на диаспората да гласа во татковината на следните избори. Што се однесува до изборниот модел, отворени сме за дискусија, ги поддржуваме отворените листи, тоа сме го кажале јавно и се надевам ќе имаме подобра соработка од страна на опозицијските партии. Од Левица пак и денеска со Facebook статус. Не пропаднаа 4 милиони евра. ДПМН и СДСМ се обезбедија 10 милиони за политичка пропаганда. Со истекот на рокот за донесување на новиот изборен законник, власта повторно ја обедува јавноста дека Македонија изгубила околу 4 милиони евра европски средства поради Левица, но целосно се промолчува една многу поважна последица од пропагањето на реформата. Со тоа што останува во сила постојниот изборен законник, повторно останува и системот на платено политичко рекламирање, преку кој најголемите политички партии ќе поделат околу 10 милиони евра јавни средства. Неизгласувањето на изборниот законник значи дека и следните изборни циклуси ќе се организираат по стариот, а земјата останува покуса за 4,2 милиони евра поради неизгласувањето на ова законско решение кое беше дел од реформската агенда. Иако во неколку наврати и меѓународните представници повикуваа на ова законско решение, сепак остана заглавено во преговорите на парламентарните групи во собраниските лабиринти.